Овие денови во раце ми падна една прекрасна книга која читајќи ја навистина ме остави без зборови, а на нејзините страници се испишани кратки реченици со силна порака, именувани афоризми. Но доколку ја свртите книгата за да ја видите последната страница, тогаш наидувате на нов почеток, нова почетна страница, која ќе ве внесе во светот на поезијата. И сето тоа заедно со почетна, но безпоследна страница е наречено Дупло дно. Станува збор за книгата на господинот Ѓорги Панов, кој излезе деновиве, а по тој повод господинот Панов го имаме на телефонската линија во денешната пладневна програма. Добар ден, господине Панов. Добар ден, како сте? Ние сме одлично расположени во студиото, предпоставувам и вие. Да, благодарам на поканата. И ние ви благодариме за одвоеното време, исто да бидете дел од програмата на Радио Марија и најпрво честитки за вашето ново дело насловено Дупло дно. Благодарам уште еднаш и драго ми е што сум ваш гостин на радиото кој што се помасовно се слуша, мислам, во нашиве простори. Така. Како што кажа во најавата, вашето ново дело го носи насловот Дупло дно. Зошто го избравте токму тој назив? Видете, јас имам една традиција и навика кога стварам ново дело, нова рожба, да се рече така, нели, за творците новото дело е нова рожба, како едно ново дете. Ги собирам на еден лист сите можни наслови кои што ќе дојдат во опција. Така да кога завршувам со делото, едноставно се навраќам на нив и доаѓа вистинскиот избор на насловот на делото. Како само се наметнува? Да, само доаѓа како фотофиниш на самата трка. Зошто дупло дно? Кога ќе погледнете корицата кај што има илустрација, односно еден акварел од тоа е водопадот пред нашиот манастир Свети Илија, па ќе ја свртите книгата за 180 степени, исто една патека таму со акварел према истиот манастир што води. Ќе видите дека ова не е едно дело, една работа, туку дупла работа држите во раците. И многу ми е мило што испадна како што сум го замислил делото, значи така и се реализира. А во самата книга, првиот дел што првата половина отпаѓа на афоризмите, има еден афоризам кој што се однесува точно на насловот. Не би сакал сега да го парафразирам, така да тоа се скоцка во еден момент и бев сигурен дека насловот ќе биде Дупло дно. Так, а зошто ја направивте таа комбинација на афоризми и поезија во една книга? Па видите, тоа ми беше поодамнешна идеја, бидејќи се бавам со афоризмите повеќе од 42-45 години, а не по-малку и не порано, можеби и многу порано со поезијата, оваа лирската поезија, љубовната и родолюбивата поезија. Сум пишувал и имам повеќе мои и необјавени песни. Тоа се наметна самото како една премиса и како една цел што сакав да ја заокружам, а воедно и да заштедам на трошоците околу печатењето и објавувањето на книгата, бидејќи во вакво време, нели, да се зафатите со два наслова и две книги е малку, да не речам, несериозно би се сватило. А јас најдов едно соломонско решение, ги споив двете со една ваква комбинација, така да малку ни беше во почетокот и со печатарот како што ќе биде, меѓутоа истеравме се до крај како што сум замислил и на задоволство на
на наше задоволство испадна книгата како што беше концепирана. Така, читајте и слушајте афоризми, штедите живот. Кога пишувате афоризми, штедите најмалку за двајца. Гласи еден од вашите афоризми, напишан на страниците на Дупло дно. Дали тој е одговорот на прашањето зошто избравте 40 години да се занимавате со афоризми? Многу порано да ви речем. Тоа е долга приказна и нема да ни стигнат 2 сати или еден ден да збориме на таа тема. Уште од младешки денови, да не речем уште од основно оделение, афоризмите толку многу ме преокупираа и нешто ме влечеше кон нив да просто бев, да не речем, обседнат и ги истражував, ги изучував. Меѓутоа ќе ви парафразирам една убава мисла на еден наш струмиченец, Сам Пауло, кој што е архитект по вокација и во едно гостување беше редок гостин на ТВ Вис, вели вака: за да се зафатите со една работа или да ја продавате или да ја изложите или да ја работите, прво треба толку знаење да соберете, толку искуство, толку можности да стекнете, да едноставно морате, буквално рече, да го наполните вашите рафтови, вашиот излог, па за да некој погледне преку прозорецот да го заинтересирате, да види со што располагате, ако се работи за одредена професија. Во тој смисол сватив колку е сериозна таа работа и колку човек треба длабоко да работи, да стекне знаење, искуства, сознанија и истражување на тој план, па после да се зафати со своето оригинално творење и пишување. Така, читајќи ги вашите афоризми и песните поезија, пишувате за љубовта, татковината, животот, мудроста. Од каде инспирацијата? Од секојдневниот живот, од секој пат моите инспирации се актуелни теми, секојдневниот живот, и тоа е како една проблесочна мисла која што ќе ве спопадне дали во сон, дали во јаве, сеедно, ако не ја фатите и отиде во универзумот, не регистрирана, не запишена или пак не како да речем, недокументирана, можеби. Недокументирана. Така, да се вратим. Може повторно ќе се појави некој пат во некое друго време, меѓутоа не во таа форма оригинална како што е била првиот пат, мислам. Така, да се вратиме конкретно на Дупло дно, колку време се создаваше? Па 18-19 месеци, да ви кажам искрено, и тоа е интензивна работа. Некој ќе рече многу е тоа или малку е за некој. Јас воопшто не го брзав делото, чекор по чекор. Кога ќе дојдете до самиот крај, ќе видите дека стварно се приближувате кон крајот и се додека не му се предаде, значи, материјалот на печатница на печатарот, ништо не сте направиле. Така е. Во делот од Дупло дно одреден за поезијата пишувате за Охрид. Зошто? Па видите, ова песна беше наградена на меѓународен конкурс за литератопија. Имаше точно таква тема и тоа што го гледате во самата книга, има неколку песни кои што се наградувани на меѓународни конкурси и фестивали. Еве, ќе ви откријам една вест, не е тајна. Така? Наскоро на 19 во Штип ќе биде промовирана светска енциклопедија од повеќе од 30 до 50 автори, мислам дека се од Македонија, не само од Македонија, од целиот свет. И треба да се земат овие енциклопедии во Националната библиотека Гоце Делчев, а воедно авторите ќе добијат и дипломи. Сепак овој не е секојдневен настан, а од Струмица се застапени, мислам, тројца автори. Тоа е Тони Џорлев, Никола Сарајлија и јас сум застапен, мислам, по моје
тоа што го видов сега, ако сум некој испуштил, нека ми простат ненамерно, нели? Така, вие имате издадено и други книги афоризми, да ги подсетиме слушателите на вашите претходно издадени книги афоризми. Па видите, ова веќе поред седма книга е афоризми. Првата е објавена Духовни бранувања 2001, Клепсидра 2004, Втора кожа е 2007, Помеѓу редови 2014, Украдено сонце 2018, Судот на времето 2019 и Дуплодно е оваа година во април. Така, и се приближуваме кон крајот на разговорот. Сакам да ве прашам колку Струмица е град на афоризмот и афористичарите во споредба со другите градови? Еден од најплодните и најјаките расадници на афористичари е Струмица, не само во Македонија и пошироко на Балканот. Тоа признање го има добиено и од најеминентни афористичари од повеќе земји во наши контакти кои сме ги имали и кои сме ги оствариле. Сакам да ви кажам една многу позитивна работа за струмичани на иницијатива на мојот покоен колега Костадин Уста Петров 2010. Ние издадовме една заедничка книга Пополнета празнина со тројца коавтори, тоа е Костадин Уста Петров, Христо Филчевски и Георги Панов. А веќе после 3 години објавивме и зборник Народно-крајни афористичари 2013 година, во која се застапени 5 автори покрај првите тројца кои ги наведов, влегуваат и доктор Димитар Алачки и Ацо Георгиев. Вакви објавени заеднички наслови и зборник на Народно-крајни афористичари на просторот на поранешна Југославија и Македонија се нема случајно. Значи тоа беше наша иницијатива, наши напори и наша реализација како струмичани. Така. И пред да го завршиме разговорот, предлагам да ги почастиме нашите слушатели со вашите афоризми од дупло дно. Јас ли да прочитам некој или вие ќе? Па јас би предложила вие, затоа што мислам дека повеќе ќе ги доловите. Еве, вака со 2-3 афоризми да го одбележиме и овој разговор. Повелете. И дебелите нерви на почеток биле тенки. За да стигнете до главните од многу споредни работи треба да се откажете. Понекогаш да бидете негативни е позитивна работа, посебно на ПЦР тестот. И уште еден би кажал за крај, даваат се од себе за себе. Така, ви благодарам многу. И ние ви благодариме. Благодарам многу на разговорот и секој добро и убав ден. Така, ви благодариме и ние, драги наши, во денешната пладневна програма го проследивте разговорот со афористичарот Георги Панов, човек кој го носи презимето на еден од основоположниците на современиот македонски литературен јазик и македонската драма помеѓу двете светски војни, Антон Панов, а по повод неговото дело Дупло дно. Господине Панов, ви благодариме уште еднаш. Уште еднаш ви благодарам и на вас на поканата и секое добро. Поздрав до сите слушатели. Поздрав и до вас, имајте убав и благословен ден. Светот ќе го спаси духовниот развој и надградба, толеранцијата, хармонијата и несебичната солидарност, а не само материјално-технолошкиот прогрес. Со овој афоризам на господинот Георги Панов го завршуваме овој разговор. Вие, драги слушатели, останете и понатаму на фреквенцијата на Радио Марија и уживајте во убавата македонска музика.